Државата представувала дека троши пари за капитални инвестиции, а всушност се плаќале долгови. 8 милиарди денари биле неоправдано представени како капитални инвестиции, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Граѓаните наместо да добијат реконструирани здравствени домови, училишта, нови градинки, студентски домови, се давало поддршка на ЕСМ и се плаќале долгови кредити на железници и државни патишта. Поддршката која владата е обезбедила на ЕСМ од крајот на 2021 до септември годинава е во висина од 378 милиони евра, а подставката капитални инвестиции добила 97 милиони евра, кои всушност не биле капитални. Како резултат на растечките трошоци од енергетската криза, владата во 2022 година не реализирала проекти кои се од важност за квалитетот на живот на граѓаните во вредност од 170 милиони евра, кога кон тоа ќе се додадат и 50 милиони евра, колку што изнесува нереализираните проекти на сите општини во земјата, произлегува дека вкупно граѓаните се, да кажам, условно оштетени за 220 милиони евра проекти. Проектите кои се жртвувале за да се покријат расходи од енергетската криза се во речиси сите сектори. Пример, планирано било да се потрошат 20 милиони за образование, а реализирани се половина. За патна инфраструктура, каде спаѓа и договорот со Бехтел и ЕНКА, биле планирани 100 милиони евра, а реализацијата е нула. Извештајот на Центарот за граѓански комуникации го потврдува и државна ревизија. Оттаму алармира дека мора да има посериозна грижа за капиталните инвестиции. Многу состојби кои што патуваат на слабости на контролното обкружување на самите контроли, посебно во делот, бидејќи кога зборуваме за капиталните инвестиции, и вие не можете да се поигрувате, да планирате, а да имате реализација нула. Тоа значи, или тоа ви е ставено само навидом така, колку да кажете дека планирате нешто, а на крајот воопшто да немате никаква реализација. Истражувањето траело 9 месеци, а Центарот се соочувал со низа проблеми. Дури е утврдена и софтверска грешка за префрлени пари кон институции. Се соочувавме со, знаете, затворени институции, затворени формати на документи. Сакам да истакнам дека во земјава во 21 век ниеден буџет нема во Excel формат објавен. Ниту државен, ниту на општина, ниту ниеден во Excel формат, во отворен формат, сите се во PDF формати. А сигурно вие, бидејќи сте од финанси, знаете што значи да се работи со документи во PDF формати. Ваквите податоци го вклучуваат алармот дека државата треба да престане да троши од граѓаните. Експертската јавност јасно порачува, наместо да се влече од проекти кои треба да го поддржат животот, функционерите да скратат на нивните бенефиции.